Матурантите од учебната 2025-2026 година го завршија државниот матурски испит во јунскиот рок со просечна оценка 3,66. Резултатот е речиси идентичен со ланскиот, кога просекот изнесуваше 3,69. За разлика од минатата година, оваа година за прв пат матурскиот испит се реализираше според новиот модел со 3 вида матура: државна, стручна и уметничка. Имаме 3 различни типови на матура. Просекот на државната матура е 3,62. Просекот од стручната е 3,91 и просекот на уметничката матура е 3,59. Овие податоци ќе бидат компарирани од следната учебна година, кога по прв пат ќе имаме полагање повторно во овој тип на новиот модел. Ценам дека резултатите се објективни. Директорката на Државниот испитен центар Даниела Михајловска изјави дека за дел од учениците испитот е поништен и тие повторно ќе полагаат, додека кај други по проверката на тестовите било утврдено препишување. Знаеме дека децата имаат по 2, по 3 телефони, еден оставаат, другиот, така? Меѓутоа, сето тоа после тоа лесно се открива. Затоа сакам да знаат сите дека не може на тој начин да се користат. Подобро 5 реда да ги напишат со тоа што тие го знаат и го размислуваат. Гледаме да видиме начин на размислување. Јас сум професор по македонски. Јас не го гледам субјективно. Ако е темата младите и општеството, гледам како младите размислуваат. Во врска со резултатите биле поднесени 805 приговори, а 133 ученици извршиле увид во своите тестови. Августовската испитна сесија ќе се одржи на 12 август, кога ќе се полага странски јазик, додека на 14 август ќе се полага мајчин јазик. Интерните испити и одбраната на проектните задачи ќе се реализираат во периодот од 17 до 24 август. Инаку на матурскиот испит се пријавиле вкупно 14.587 ученици. Од нив 12.184 полагале државна матура, 2.275 стручна матура, а 127 уметничка матура. На испитот не се појавиле 348 ученици.